Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Во соседна Србија по трагедијата во Нови Сад, министерот за градежништво и сообраќај и инфраструктура Горан Весик поднесе морална оставка. Кај нас, наместо да се создава култура на оставки како морален чин, во земјава се воспоставува систем на понудени оставки, за кој главен арбитер е актуелниот премиер и политички лидер на партијата. Поплавите во Стајковци, запалениот автобус во Бугарија, запалената болница во Тетово, потонувањето на бродот во Охридското езеро. Понудени морални оставки, но не прифатени од лидерите. Светла референца при секоја дебата за политичка одговорност кај највисоките представници на власта се оставките од морални причини на министрите Антони Пешев во 1994 година и на Билен Сали во 2018 година. Политичката одговорност е морален, личен, човечки чин, што треба да отвори простор еден настан непристрасно да се расчисти, но и да ја увери јавноста дека ниту една функција не е поважна од невините жртви. Политичката одговорност е брза, неопходна, таа веднаш треба да стапи пред јавноста, односно политичарот веднаш да ја поднесе одговорноста кога системот потврлил. Нашите политичари треба да сватат дека функцијата носи придобивки, ама и голема одговорност. Зошто нашите премиери не прифаќаат оставки од морални причини? Тоа е она што ве прашуваме во ова денешно издание на Црвена линија, но и ве прашуваме дали оставките од моралните причини треба да бидат разгледани под А од премиерот или пак под Б. Секако ќе подсетам, одговорот е не од повикливи отставки, а сето ова можете да го одговорите ако не следите на Инстаграм. За следете на Инстаграм, кликнете на Инстаграм Стори и на Инстаграм Стори прашањето изгледа вака. Вие кликнете, се разбира на вашиот одговор, а резултатите пресметани во проценти ќе ги соопштиме некаде пред рекламите. Секако неминовно е да ве подсетам дека можете активно учество да земете во Црвена линија покрај вртењето на телефонскиот број 023070005 и преку коментари и споделување на социјалните медиуми. Поточно побарајте го, нашиот профил е Црвена линија на Facebook и секако профилот на Телма телевизија. А ние почнуваме со вклучување на првиот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме, Тина. Како не се слушаме, слушаме. Одлично. Мама, пак слушам. Одлично штом се слушаме. Па ајде да го слушнеме одговорот на прашањето зошто нашите премиери не прифаќаат оставки од морални причини. Зашто ќе ти прочита една поетска творба? Може? Моја. Ајде. Вака. Политичари. Вие политичари, желни за власт и пари, не се богатство парите, туку родната мајка земја. За богатството ја дадоте и имотот и државата. Да знаете дека парата не ви е мајка, туку отров. Мајка ви е таа што ве родила, вашата и нашата држава. Господа ви даде памет да ја чувате својата мајка, држава, а парата е ништо. Така. Па големо благодарам, еве, на малку поинаков начин преку поезија, инспирирани од нашата тема денес. Впрочем, дадовте и одговор на нашето прашање. Малку песма да ти спеа, малку една моја песма, неколку. Два збора, неколку. Може? Слушаме, имате уште 30 секунди. Добро. Мајко моја Македонија, моја мила татковино, нигде на светот нема помила од мојата мајка Македонија, мојата мила татковина, таа не е северна, туку моја мила. Благодарам многу. Еве, го почнавме ова издание на Црвена линија, иако темата се врзува за оставки од морални причини и прашуваме зошто нашите политичари не прифаќаат оставки од морални причини. Преку поезија, песна,
поентираше нашиот гледач и даде одговор на нашето прашање. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Благодарам, се слушаме. Да, одлично ве слушаме. Повелете. Така. Вака сега, темата е морални причини, ама ќе кажам веднаш, тоа по автоматизам треба да биде. Нема што да прашува морални, етички, овона. Во негов ресор чим се случува, кој е виновен, ќе се утврди во истрага. Тој треба веднаш да си поднесе оставка и тоа е амин. Јас би сакал во однос на вчерашната тема, пошто се зборуваше, ако дозволиш, значи изглед или стабилност на објектот. Тоа е познато во нашата техника, во техниката е јасно. Скопје и Македонија има прописи за проектирање на објекти, поготово овие градбени, до 7 степени по Рихтер. Значи, прво настапуваат архитектите кои што дизајнираат, нели, вака да биде објектот онака, меѓутоа втори се статичарите кои што се ретки и тој која пресметува. Во никој случај нема да дозволи да му ставите помало железо или послаб бетон во конструкцијата и да потпише. Тоа е документ, проект кој што е со потпис, сваѓате? Нема застареност тоа. Според тоа, кај нас можам да признам се една позитивна работа, дека после земјотрес тие прописи се применуваат, освен еден период тамо пред 10-15 години, иначе без изис не може да пројде објект. Не зборувам за овие дивоградби тамо на Стрешници, на тој секој сам нека си мислели. Овие главните објекти се прописно изведени, ама проблемот на Скопје е што се натрпани едно до друго. Треба да биде ниско градба до 2 спрата и згради до 4 ката. Добро, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Ќе повторам, денес зборуваме, се разбира, за тоа зошто нашите премиери не прифаќаат оставки од морални причини. Добар ден. Добар ден, Тине. Зошто еве не прифаќаат? Високо. Кој даде оставка во Србија за у Нови Сад? Кој даде оставка? Во соседна Србија, по трагедијата во Нови Сад, министерот Горан Весик поднесе морална оставка. Зошто не поднесо оставка овдека кој Тетовскиот, тија кој се запали овде у Тетово, зошто никој не подноси? И кажите ми овие околни држави, дали имаат рамковен договор, дали мора таква влада да се формира, дали мора така? Зошто никој не поднесува одговорност? А вие се напичале министер, премиерот да даде. Премиерот може и тебе утре да те стае за култура и за ова зона. Ако тamo во културата нешто, господјо, вие ќе одите од работа. Ајде, кажете ми зошто кога поднесуваат еве оставки, дали е тоа од морална или не знам каква причина, тогаш не се прифатени никогаш од политичарите, односно од премиерите? Па затоа премиерот ќе фати за уши. Слушај ти, од утре нема да бидеш. Нема Ранковен, нема никаков. Ама ние некако ми као 24, као Сорос финансирана е ова. Што ти премиерот за градежништво, премиерот за медицина, премиерот за други работи, за ова зона, вие премиерот е тој што ќе фати за уши. Од утре не те бидуе, ај си канани јаби. Ве разбирате? Дали е муслиман, дали е каурин, дали е од ДУИ, од ДПА, од ОВОНа. Дај малку да размислуваме трезвено. Кој ќе дадат нешто, да работи се работата. И вие као телевизија. Или ќе бидете стабилни, или нема да бидете. Ли сте национална телевизија, или не сте национална телевизија. Не можете вие сега, ја гледам 24, све тоа што на Ал Джазира го презентира Ал Джазира. И вие директно, премиерот. Што има премиерот со градежништво и со медицина и со ова со глупост? Добро, благодарам многу за одговорите во црвена линија. Сега кога станете со нас, продолжуваме понатаму. Зошто нашите премиери не прифаќаат оставки од морални причини? Добар ден! Здраво. Здраво, поздрав до вас. Не се само премиерите, упрашање и председатели, и министри, и функционери од друга област. Значи од повеќе области, повеќе ресори. Знаеш зашто? Затоа што се вакцинирани од морал и етика. Имаат примерно јака вакцина уште од младоста.
и од тогаш навека ги држи. Значи имаат имунитет на етика и на морал. Кажуваат за Србија, тој Весич ли, не знам како му беше за транспорт таму, што беше за сообраќај, за врски, што беше, тој си даде оставка, како што видов на некои телевизии. Така да, ете, тој се најде за сходно, али знаеш што мене ми е одговорноста да се најде каде се закинало таа стреја што правеле на железничката станица, требало да биде нова, а не репарирана стара. Тука добра пара се закинала, са која закинал, кај се завршила, у кој джебови, питај Бога. 3 години да се прави објект од таков карактер, направен за 8 месеци во давната 1960 година, дури ме чуди. Значи тој унгарецот многу понапреден бил, изгледа и понапредна технологија имало негово време, за 8 месеци да изгради станица со колосеци од 200 км на сат. Уште тоа време 4 колосека биле предвидени за 200 км на сат, време нема. Благодарам многу и вам за одговорите. Меѓу другото, еве ќе потсетиме покрај централното прашање во црвена линија зошто нашите премиери не прифаќаат оставки од морални причини. Ќе ве прашаме она што ги прашуваме инстаграмџи. Дали оставките од морални причини треба да бидат разгледани од премиерот или пак да бидат едноставно неотповикливи. Добар ден. Да се намали тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден. Дали се слушаме со гледачот во програма, но најверојатно не се слушаме токму од причина што не е намален тонот на телевизорот. Добро, дали ме слуша гледачот? Добар ден. Или гледачката? Добро, меѓу другото, секако ќе потсетиме уште еднаш дека српскиот министер за градежништво, транспорт и инфраструктура Горан Весич поднесе оставка од функцијата поради несреќата на железничката станица во Нови Сад, во која загинаа 14 лица. Ние прашуваме всушност зошто нашите премиери не прифаќаат оставки од морални причини. Кога некој министер ќе го побара тоа? Добар ден. Добар ден, се слушаме? Да, повелете. Видите, фотељата е многу сладка и не се напушта. Тоа е број 1 и сите го практикуваат. Да почнеме во Охридското езеро. Со брода што имаше жртви и ред други работи. Кај нас не постои морална одговорност. Самиот да си поднесе оставка и ред по ред под него. Тоа е интересна работа. Нека ја дојдов на едно место, зема фотеља, директор и више никој не може да ме мрдне до крај. Е тоа кај нас нема, не чини. Додека порано во социјализмот и во комунизмот имаше морална одговорност, ќе дадена морална одговорност и пријатно со здравје на редниот ден се оди. Не мора премиера да го чека или ред други работи. Тоа неописиво нешто. Колку имаме трагедии кај нас, никој не поднесе морална одговорност. Тоа е брука, тоа е срамота. Тоа се луѓе без осет. Тоа да ви кажам. Сега едно прашање само на кратко. Зашто не поставите темата за село Кучково, каде што нема градски водовод? Ставете таа тема на дневен ред. Неколку пати ви се јавува. Немаме градски водовод. Долниот дел околу 60 викеници немаат вода за пие. Нема мрежа поставена. А има услови. Благодарам. Пак ќе ве замолам до градоначалникот или некого да направите, ставете на главна тема. Од мене толку бидете поздравени. Бидете поздравени, ви благодарам, се разбира за учеството во црвена линија. Ние секако хронолошки ќе потсетиме дека многу директори имаат дадено морални оставки, но ние зборуваме за високи функционери од типот еве и на министри. Ќе потсетиме дека една од таквите морални оставки е и она на министерот за урбанизам, градежништво, транспорт и екологија, министерот Антони Пешев, кој што во далечната 1994 година има токму од морални причини поднесено оставка од местото министер за урбанизам, повторувам, градежништво, транспорт и екологија, во тогашната влада на Црвенковски по двете авионски катастрофи во март
во таа година во близина на Охридскиот аеродром и во ноември на Скопскиот аеродром. Ние денеска прашуваме зошто нашите премиери не ги прифаќаат оставките од морални причини. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Ве слушаме, во црвена линија сте. Поздрав многу до тебе. Голем поздрав и до вас. Да, благодарам и до Телма телевизија. Да ти кажам наискрено, јас не верувам дека некој поднесува оставка од морални причини, затоа што морал, етика, тоа веќе се заборави. Јас мислам дека они кои земски поднесуваат оставка, па овие као не прифаќаат, тоа се е од договор. Јас така мислам како обичен човек, нели? Значи, никаква одговорностина. Сега прочитав на Фейсбук некој момче починало на градилиште, кој ќе поднесе одговорност, а кој ќе му го врати животот? Ајде да размислиме на тоа. Значи, што дека ќе поднесе одговорност кога и да поднесе, нели, што ќе го сменат и што добивме ние со тоа? Значи, толку жртви има денеска во било која, еве во модуларната болница, нели, што беше кабелот беше виновен, значи, можеби некој поднел као оставка, не верувам, а и што ако поднесе која толку жртви отидоа, значи се некако, знаеш како нешто ни се случува, па некако као ова, ајде поднесе, па не прифати, премиерот не прифатил и некако го завршуваме тој дел, па се појавуваат нови проблеми, па тоа новото ќе му дадеме акцент, па ќе го заборавиме стариот и се нешто така ни се случува во нашава државичка, некако луѓето потрка за пари, уствари да заборавија да бидат луѓе. Тоа многу ме боли мене и ме плаши. Така, благодарам многу за вашите одговори. Ќе потсетиме дека во однос на случајот за кој што зборувавте, токму поради тоа и поставивме темата, поднесоа сите, и министерот, и заменикот, и директорите, но она што е факт, не беа прифатени тие оставки од морални причини. Па ние затоа и денеска во црвена линија прашуваме зошто нашите премиери не ги прифаќаат овие оставки од морални причини. Добар ден. Добар ден. Па еве според вас зошто не ги прифаќаат кога се понудени? Па видете, кој ќе земат власта, кој ќе земи премиерот власта, кој ќе постави луѓе на одредени места, од директори, од министри, од сите тие работи, сите тие се негови луѓе. Фактички сите дуват во иста тиква, сите имат иста одговорност. Сега, овие луѓе кои што се, значи, први на удар, значи, немат ни морал, немат ни одговорност. Затоа кај нас и тоа се случува. Тие луѓе му дават на премиерот, оставка, премиерот ја одбива оставката и готово. Се сврши песната, значи. Така одат работите кај нас, по кратка постапка. Зато нема што да очекуваме од овие нашите. Значи, Господ му го избришал, срамо му избришал, што се вели зборов, му зел и срам и се, така да му остана едино тоа, да се резилат и тие работи. Па дали треба воопшто да бидат разгледувани од премиерот или пак да бидат неотповикливи? Па да видите, ако му дај на премиерот треба да ја прифати. Неотповиклива оставка. Нема што отповиклива. Што премиерот? Ако навистина човекот се осеќа дека е негова кривицата и... Така, благодарам многу за вашите одговори. Секако ќе подсетам да се внимава на тајмерот е 90 секунди, но и еве ќе ви укажеме во продолжение дека, например, во Шведска за едно чоколадо си поднесуваа оставка. Исто така во Германија се разбира за плагијат на докторат беше поднесена оставка, а дури во соседна Србија посочија дека во Јапонија дури и министерот дури може да се случи, да не речам и да си го одземе животот, всушност како искажување на одговорност кон некаква трагедија која што се случила доколку тој бил поставен во тој момент. Како и да е, ние прашуваме во однос на нашата земја зошто нашите премиери не прифаќаат оставки од морални причини. Добар ден.
Поштовање, госпожа Тина. Почити до вас. Се нервирам кога ќе направите споредба со Шведска и Германија. Ние сме 1000 светлосни години назад. Не правите споредба. Дали се сеќавате вие гледачите на дали Кирил Темков, професор Темков, пред 25 години сакаше да воведе во образованието морал и етика. Ама и за политичарите морал и етика. Значи не го прифатија. Зато таа имејка избришена од уставот. За Антонио Милошев, Антонио Пешев. Па знаете што беше во тој период со Бранко Црвенковски, уште се куми кумашин. Па тој дебело го материализира тоа што даде оставка. Ако не е виновен, никој не е крив што авионите и во Охрид ваму ке Петрове се сурна. Тој дебело го материализира. А мора етика уште тоа стално што зборам одговор, што кажувам, само да си поднесав оставка, ни морал, ни етика треба за овие сите политичари. Начинот на живот и на сите сегменти за живење од Словенија. Ништо појќе. Зато уште еднаш ќе кажам, кога сакаше Темков, професор нека почне во мир, да воведе во образованието морал и етика, тие министри дали Царовска или кој беа не битно не сакаа. А тоа се однесуваше и за политичарите. Овака уште многу години ќе правиме без овие теми. Благодарам многу секако за јавувањето и вклучувањето. Ќе потсетиме професорот Кирил Темков, сега веќе во пензија се уште жив. Така да продолжуваме понатаму кога зборуваме за морал и етика од морални причини во далечната 1995 година министерот Љубомир Фрчковски, тогашен министер за внатрешни работи, поднесува оставка во владата на Црвенковски од морални причини по неуспешниот атентат врз Киро Глигоров. Тогаш оставката не му беше прифатена. Сега ние прашуваме во црвена линија дали всушност зошто и нашите премиери не прифаќаат вакови оставки кои што се од морален карактер, односно од морални причини. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден или добро вечер и како ќе биде? Добро вечер. Како ви одговара? Но еве, зошто не се прифаќаат ваквите оставки кога ќе се поднесат од премиерите? Па не знам, јас не можам да сватам како и зашто. Како може да речеме еден премиер и од претходната власт пак може да седне на пратеничка клупа, а тие треба и требаше да бидат осудени за шарената револуција. Кога беше таму и сите, да речем, уште некои други, се таму да не ги спомнам по име, тие самите треба да се срамат, да седнат на таа пратеничка клупа и да го лажат народот. И да ги крадат, тоа се крадење пари на народот. Многу му крадат пари, и етиката, и моралот каде е тука? Не знам. Затоа што сега сакам нашиот премиер на сите тие, има снимки таму, сите што беа на шарена револуција, на сите тие што фрлаа кондоми таму и што ги фарбаа сите тоа, да не знам, објекти, да ги снимаат и на министерот за внатрешни Тошковски му кажу да ги снимаат и да ги означат кој каде беше и кога фрлаше кондоми со боја по... Ајде кажете ми зошто кога ќе се случи некоја трагедија, кога еве министерот без разлика од која влада ќе посака да поднесе морална оставка, не е прифатен од премиерот. Тоа е негово е тоа. А зошто не биваат прифатени таквите оставки од премиерот? А нека биде прифатена, тие немаат мирен сон. Така, благодарам многу и вам за учеството. Останете секако со нас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Вака сакам да кажам, морална причина. Што е тоа во Македонија морална причина? Нема врска тоа кај нас. Еве сега да го земеме како пример, Филипче. Поднесе човекот оставка. Ама не може да му ја прифати Заев затоа што нема со кого да си возат утре моторчиња, нели?
и после ќе биде работава, ти мене ми ја прифати оставката, сега оди си сам да се шеташ таму. Или ќе си одиме на Дубај, на бизнис таму, на журки, во тој случај немаше да оди, нели? Ако му ја прифатеше оставката. Значи, сакам да кажам дека се ставаат своји луѓе, другарчиња, пријателчиња по ова или по она, и сега не може му даде да му ја прифати оставката. Значи, тука политиката не игра улога, тука игра улога другарството. А ако не сме пријатели, ми ја прифаќаш оставката, ме прифаќаш. Ај, сега сам ќе се шеташ у Дубај, нема да ти дојдам јас таму тебе. Морална одговорност треба да биде. Поднесувам морална одговорност без услов. Ни дали ќе ми прифати, ни дали не. Испогинаа луѓе, купишта луѓе изумреа. Чудесија е во Македонија. И сега ќе ми каже он, нема ја прифаќам. Зошто? Кабелот бил крив. Ајде да го осудиме кабелот на смртна казна. Тоа може да. Благодарам многу за одговорите. Останете со нас. Добар ден. Ало, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Ете, сега можеме сите да слушнеме како звучам јас од ТВ приемник, но мора да се намали тонот на ТВ приемникот за да се слушнеме добро, односно да зборуваме телефонски. Добар ден. Дали се уште имаме гледачката, ве молам? Како да е, ги имаме и првите коментари. Јас ќе потсетам за активно учество во црвена линија, дури и по незиното завршување можете преку коментари и споделување на профилот на Facebook Црвена линија. Ги имаме и првите коментари. Еве тоа како изгледаме ние таму. Значи Црвена линија секогаш темите ги поставува низ фотографија. Прашањето е како и во рамки на емисијата, зошто нашите премиери не прифаќаат оставки од морални причини. Го имаме и првиот коментар на Игор Јанковски, напишал здраво. Здраво, Игор, што се однесува за морални оставки, истите треба да бидат неотповикливи и како чувство на морален чин. Освен оставки, што е нормален чин во секоја нормална држава, треба да постои и одговорност, освен политичка, така и кривична одговорност, ако постојат елементи за кривично гонење. Добро е што наведовте во постот, на истото ќе се надоврзам за случајот со модуларната болница, во која трагично загинаа неколку луѓе, а за истиот случај не видовме некои ефективни казни, освен условни, а за ова да се случи во нормална држава, во која важат и се почитуваат законите, за истото се сноси колективна политичка одговорност. Несомнено е дека оставките треба да бидат прифатени и неповикливи доколку се случи некоја трагедија, како што е пример кај нас модуларната болница, несреќата кај Ласкарци и безброј други. А самата оставка треба да се води од насока на морални причини, истата да биде како резултат на морален чин. Поздрав до целата екипа на Црвена линија, од Игор од Беровско, поздрав и до тебе, Игор, и до сите кои што не гледаат од Берово. Ние го поставуваме денес централно прашањето, зошто нашите премиери не ги прифаќаат ваквите оставки од морални причини. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако повелете. Благодарам. Секогаш сум зборувал на темите, ќе пробам и сега истото ќе го направам, ќе зборам исклучиво за темата. Прво, ние треба да сватиме кој ги поставува тие, значи на раководни места, министри, директори, заменици и така натака. Се знае кој, владата ги поставува, председателот на владата. Значи, тој е највиновен, па после е министерот. Ние имаме толку, значи, моменти, да речеме автобусот во Бугарија, модуларната болница, атентатот во председателот Киро Глигоров и да не бродот во Охрид така натака. Меѓутоа, тие, значи, во договор поднесоа оставки, да речеме, ќе земам бродот во Охрид. Значи, поднесоа оставка, меѓутоа господинот Груевски не му ја прифати. Дали има свест и совест, тој тогашен председател на владата, значи за 15 погинати, умрени, што сега удавени туристи, и он да се дрзне
да каже не може да ти ја прифатам оставката. Но оно што ја поднел има морална одговорност и ја поднел. Меѓутоа оно што треба да ја прифати е неморален, неодговорен и не ги почитува правата, правилата. Значи, за него тие што погинаа не се луѓе. Значи, дури не се ни животни. Значи, некој си поигрува со нашите закони. Зашто имаме ние закони донесено? Ќе подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди, но нема да изоставам и да ви се заблагодарам за вашето учество. Уште еден интересен коментар, продолжете активно со коментари на Facebook Црвена линија. Овој пат е коментарот на Василчо Илиев, кој што напишал: оставката е едностран чин и како таква не е предмет на дискусија, ниту прифаќање или неприфаќање. Не постои отповиклива оставка. Оставката може само да се констатира како факт и врз основа на неа на избраниот или именуван функционер му престанува мандатот по сила на закон, исто како во случај на смрт на лицето кое е избрано и смртта е факт кој само се констатира. Неприфаќање на оставки е само пропагандна алатка и глумење совесни политичари. Зошто нашите премиери не ги прифаќаат ваквите понудени оставки од морални причини? Добар ден. Ве молам да се намали тонот на телевизорот. Да. Добар ден. Добар ден, намалете го тонот на телевизорот. Ке го намалиме. Само едно прашање. Тина, зашто на избори вашата емисија не работеше? По закони беше. Пред изборите. Која емисија не работеше? Режим. Зошто? Секој е за СДС кој дојде на власт, секој режим, диктатура, увидува криминалски премиери, тргуват се со, авитува се на памет, ништо не спомнуват. Тоа е разликата. А додека од опозиција до ВМРО секој на власт, секој се проверени чисти. Судството е од 91 се е тоа. Се штета прави на државата, криминалците ги бране од СДС, сите се корумпирани. И Владо Вучка, и Заев, Фикеринска, да речеме Бранко, се уништува. Македонско и државни закони и економијата уништува. Продава и тргува. Те исто слега. Не се случува исто. Тоа се различни политичарите. Политичарите што витуват и спомнуват, ама прво треба да се проверени. Сега од ВМРО се сите проверени политичари, а лежат по затвори. А од за сите криминал, корупција, още се богатат, още царуват, още сакат на власт да бијат. Заради личен интерес и не си дават оставка. ВМРО понуди влада, победуваш секош, да формират влада. Не префатија, не може да крадат, да лажат и да пазаруват. Благодарам многу и вам за одговорите. Останете со нас и како да слушнете какви одговори ќе имате останатите гледачи кои што допрва ќе бидат вклучени. Добар ден. Добар ден и добра вечер, Македонија. Па во Македонија кај нас има разлика од премиер до премиер. Да речеме, јас досега не сум слушнал некој однадвор да кажи пофални зборови за наш македонски премиер, освен за Груевски. Дури што беше како доказ дека тој беше многу успешен и добар премиер, што беше советник на српска влада. Ајде сега вака да ве прашам, имаме гледач кој што не подсети, се разбира за потонатиот брод во Охридско езеро. Тогашниот министер поднесе оставка, но не му беше прифатена. Зошто, например, премиерите не ги прифаќаат ваквите оставки? Ако еден министер е успешен во својата работа и се случи некоја, да речеме, незгода, во која тој нема директна вина, и мислам дека не е проблем тој министер да продолжи да работи, ако бил успешен и заангажиран. Ако памтите тогаш, имаше преноси од владите со Груевски и ВМРО, нели? Цела вечер работеа, ги бркаше да работат тие министри, а тие министри лени надолу. Зато многу добри дела се направија низ Македонија. А за разлика од таа влада, СДС и ДУИ си играа фудбал, додека живи деца горе во автобуси и пациенти во контејнер болница, во хаос здравство, нели, за чаша вода во ковидот, за чаша вода за таму, нели, за боца кислород, умира луѓето. А Филипчин или Заев сега трошат пари во Дубај. Уживаат, нели, така, тие се
Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Добар ден. Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушаме во црвена линија сте, повелете. Тина, поздрав до вас, до вашата телевизија. Големо благодарам, возвратен поздрав секако, па еве, според вас зошто премиерите не ги прифаќаат ваквите оставки? Кој би сакал да се отргне од ваква фотелија? Например, јас не знам во кој се бара кривицата. Ајде, например, кој е виновен и за ковидот, за модуларната болница, за сега во Белград, во Нови Сад? Не знам, например, дали некој му мисли некој на некој лошо. Сега пак да се фатиме за Заев, за Филипче. Не ли треба тие да бидат на своја прослава, да лично? Убаво си рече Филипче на престот дека тоа е негова приватна работа и не коментира. Но еве ние низ историјава на владите ретко се случува да биде прифатена оставка која што ја понудил некој функционер, министер, се разбира, апропо некоја трагедија. Еве, дали сметате дека таквите оставки треба да бидат неоповикливи или сепак треба да одлучуваат премиерите? Треба да одлучуваат премиерите со цела влада. Не сам јасно ни е дека тие ќе се повикаат, па ќе направат некоја спогодба и готово, пак си премиер, пак си е тој што треба, министер и така. Така, благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Останете со нас. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Зошто нашите премиери не ги прифаќаат оставките на своите министри? Од морални причини, таквите оставки. Од морални причини. Треба оставките да ги прифаќат премиерите од морални причини, затоа што самите министри имат, ако имат совест, они ќе си поднесат неоподвиклива оставка. Дали премиерот ја прифаќа или не ја прифаќа, они треба да си поднесат неоподвиклива оставка. Бидејќи се случуваат такви трагедии во кои се губат човечки животи. Едно време имаше една китка, викаше се Срамниче, теја таа китка нема никаде, затоа што народот нема ни срам, ни морал. Единствено ништо ги интересира са фотелите и ништо друго не ги интересира. А премиерите не ги прифаќат оставките затоа што тие са нивни луѓе, се ги направат грешките, намерно или не намерно, или ете случила се таа трагедија не сакајки и они не сакат да ја прифанат оставката затоа што тоа се од нивната партија. Не е важно која партија е на власт. Работата е што во тие трагедии гинат луѓе и треба самиот министр да биде свесен да ја поднесе оставката и Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Веќе подсетиме хронолошки во 2011 година тогашниот министер за транспорт Миле Јанакиевски, како надлежен министер во владата на Никола Груевски, Јанакиевски тогаш понуди оставка по трагедијата со загинувањето на 15 бугарски туристи на Охридското езеро, но истата не беше прифатена. Па ние прашуваме зошто нашите премиери не ги прифаќаат оставките од морални причини. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Зошто не ги прифаќаат? Толку е квалитетот на луѓето, толку тие се поврзани, вика ти поднеси оставка, ја нема да ја прифатам и така ќе се заврши тоа. Тоа е све, како ти кажам, без култура, без морал, без чувство. Тие, овие културни земји, да ги речем културни, таму има дубиози, ама сепак за една мала ситница оставки земат и се прифаќаат и пак некој ред има. Овде кај нас мајогове, цела земја да се запали оставка нема. Кај ти оставка се снимнува од Коинче Каче доди пешки низ трње, која му е све обезбедено, оставка ќе фаќа. Се запалило, изгорело, паднало. Најде народ сето тоа ќе го преброди. Без, како да кажам,
без никакво знање, без никаква основна култура. Тоа е чудо нешто невидено, особито кај нас во Македонија. Ја не сум слушнал некој оставка да стварно се спроведи и самиот премиер да речи да биде довлесен, еве човекот стварно оставка си зема, и признава вина, дали е виновен или не, од морални причини може. Благодарам многу. Еве уште едно подсетување низ хронологија на настани и оставки од морални причини. Во 2018 година Билен Сали, министер за правда од редовите на ДУИ, поднел оставка од функцијата, преземајќи морална одговорност за преквалификацијата на обвинението за смртта на малиот Алмир во Куманово. Ние сега прашуваме зошто нашите премиери не ги прифаќаат оставките од морални причини. Добар ден. Ало, добар ден, Тина, јас сум на линија. Да, повелете, ве слушам. Поздрав многу до тебе. Сега вака ќе кажам, морални причини за да оддадеш оставка од морални причини, значи пред се треба да имаш едно свое јас, една култура, едно почитување према народот кој те изгласал и кој те ставил на тие позиции. Меѓутоа, изгледа ми кај наши веб, општо кажано овие што ја водат државата, не почитуваат само кој ќе биде гласање, а после тоа нема никаков почит, немаат никаква одговорност према тој што го поставил на тоа раководно место. Еве ти на тебе те прашувам, кој ќе даде сега оставка во случајот? Јас лично појдена сум од центар во 15 часот за да стасам во Тафталиџе со едва еден никаков автобус, со една нога надвор од автобусот, и пешки стасав до Ѓорче сега дома. Кој треба да даде оставка за градскиот превоз што е вако? Дали имат уопште чувство? Срамота нели е, јас сум 60 и кусур години од трговски центар во 15 часот тргнав, едва е фатив автобус до Тафталиџе, од Тафталиџе пешки до Ѓорче. Сега стасувам дома. Кој се смета дека треба да поднесе оставка? Дали има чувство? Овој народ изгледа ми е будала народ. Треба бунт еден да се направи. Благодарам многу за вклучувањето и одговорите во Црвена линија. Сега кога ќе подсетиме оние кои што не следат редовно Црвена линија, задолжително неколку пати ја постави темата со моменталните случувања и проблеми во јавниот превоз во градот. Продолжуваме понатаму, зошто нашите премиери не ги прифаќаат оставките од министрите кои што ги поднесуваат од морални причини, зошто таквите оставки не се прифатени од премиерите најчесто. Добар ден. Добар ден. Еве, според вас, зошто не се прифатени? Бидејќи Тали ги спомна Заев и Филипче кои што уживаат во Дубај, па и јас да го спомнам премиерот моменталниот што е. Синчето си го зеде заедно со него во истиот авион во Америка. Си преспаја во истиот хотел. Престојуваа во исто време таму. И ништо. Поја во Магарцев. И ги ја покри работата, се неколку дена се зборуваше на таа тема, едно друго, и готово. Се заврши работата, повеќе никој за тоа не зборува. Еве, јас го кажам сега тоа. Бидејќи работата остана недообјаснета. Еве како одат работите. Што би било кога некој негов министер би сгрешил или било што, и на чија страна би застанал тој? На страна на правдата или на страна на министерот, да го спаси него? Тој го поставил за да биде министер. Така? Не знам дали се слушаме. Да. Не гледам на екрано ништо. Ве слушаме, продолжи. Бројчаникот не го гледам затоа. Без разлика, не е важно. Тоа ми беше моабетот. Значи, навистина не треба да едноставно кај нас скрипат работите. Така, благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Навистина ни е драго што имаше во огромен број, што значи Црвена линија ја
потврди уште еднаш својата цел на постоење, тоа е да се формира јавното мислење и токму граѓаните да дадат свој увид во тоа зошто премиерите не ги прифаќаат ваквите оставки од морални причини. А дали оставките од морални причини треба да бидат под А разгледани од премиерот или под Б не од повикливи, на Инстаграм одговорија вака. Под А разгледани од премиерот одговорија дека треба да бидат само 29%, додека со 71% под Б одговорија инстаграмџи, односно понудата беше да бидат не од повикливи ваквите оставки. Сега одиме на реклами, а потоа се враќаме во студио. Почитувани, благодарам многу што бевте дел и го креиравте ова издание на Црвена линија. А сега од етички морален аспект не останува само и заслужено да уживаме во добро расположение, а за тоа ќе се погрижат Ненад и Кате. Добар ден! Па така е, Тина, благодариме што се грижеше за гледачите до сега.